Спортско радио 90,3 во наредните минути во нашата отворена програма ќе проговориме малку за трката што доаѓа традиционално и веќе години наназад, а во организација на Шричин мој, речам клуб или едноставно место на кое сите влюбеници на трчањето може да си најдат своја позиција. Денеска за престојниот настан на 16 март ќе поразговараме со Даниела Матеска, која е дел од организацијскиот одбор. Прво, добре дојдовте во Спортско радио. Ви благодарам за поканата. Ајде да се потетиме прво, колку време постои Шричин мој како клуб? Клубот постои од 1990 година во рамките на Шричин мој центар, а потоа како самостојно атлетско здружение, додека пак почетоците на Шричин мој маратонот датираат од 98-99 година, со тоа што оваа година го имаме дури 26-тото издание на Шричин мој маратонот. И сега рековте тоа е дел од некоја светска програма која што се реализира под името Шричин мој? Првиот Шричин мој маратон тим е формиран во Њујорк од основачот Шричин мој, а понатаму и во други земји во светот. Со тоа што најблиску до нас имам исти тим и во Бугарија, во Србија и во повеќе европски и други земји. Тоа е значи една расширена мрежа, што покрива многу од маратонот. И какво е искуството до сега во изминатите години, лично кај вас? Лично мене ми било многу инспиративно, бидејќи самата идеја на маратонот и на основачот на тие трки е духот на себе надминување. Така што секој едно наше претходно постигнување или ограничување што сме го имале, се стремиме да го надминеме. Тоа дава голема можност како во трчањето, така и на секое едно поле во животот, меѓутоа во трчањето тие резултати се така многу видливи. Веднаш можеме да забележиме пример подобро време или подолга километража на тие што трчаат на временски трки. И потоа, откако ќе направите еден таков подвиг, имате и повеќе исто самодоверба лично за себе, за следен подвиг и како што кажав, не само во спортот, туку и баш на секое поле во животот. И сега полека доаѓаме до трката, 26-то издание на трката, ако не се лажам. Кога е точно утврден терминот, каде ќе се одржува? Шричин мој маратонот оваа година се одржува на 16 март, тоа е недела, во градски парк Скопје, во непосредна близина на Луна паркот. Имате обележана траса, некоја рекреација, малку да објасниме за тие што не слушат, евентуално да знаат, ако се пријават, каде би трчале во кој дел? Специфично за овој маратон е што патеката е кружна. Почетокот се наоѓа после мостот во непосредна близина на Луна паркот. Се работи за кружна патека од 1739 метри, што значи дека маратонците трчаат 24 круга, а полумаратонците 12 круга, додека на штафетниот полумаратон учествуваат тимови од по 4 тркачи, од кои што секој трча по 3 круга или 5 километри. Тоа исто така значи дека маратонците со тие 24 круга имаат 24 освежителни станици во текот на маратонот, а полумаратонците 12. 12. Сега тоа се 3 категории, колку што разбрав. Да, оваа година штафетите имате новитет оваа година? Да, оваа година го додадовме штафетниот полумаратон, доколку некој не се чувствува доволно спремен за полумаратон или маратон, може да го зајакне и тимскиот дух со пријатели или колеги и слично. А како ќе се пријавува? Тоа пакет мора да биде од четворица маратонци? Да, штафетниот маратон се состои од на штафетниот маратон може да учествуваат тимови составени од четворица тркачи, при што може да бидат мешани машки, женски, мажи, жени и така натаму. Да, тоа ми беше прашањето, исто дали е тоа мешан микс, мешана штафета. Направена штафета. Може и како клубови, но може и како поединци да само направат група од четворица. Да, група на пријатели. Не е важно. Тие трчат 6 километри само? Колку ги трчат? На штафетата? На штафетниот полумаратон секој тркач трча по 3 круга или приближно тоа е 5 километри. Бидејќи полумаратонот е 21,1, значи се дели на 4 тркачи. Значи мора еден да заврши трката, па друг да стартува. Стартува прв тркач. Не, стартува првиот тркач, трча 3 круга, потоа го предава бројчето на вториот трча 3 круга, па на третиот и третиот на последниот, на четвртиот тркач од тимот. Значи како кругови ќе бидат, а мислам некаде на пола патека. Да. Бидејќи патеката ни е кружна, затоа и секој трча по 3 кругови.
Да. А околу овие подолгите дистанции од прилика има заинтересирани се пријавуваат? Да, интересно е оваа година што до овој момент вкупен број на пријавени се 158 учесници, меѓутоа имаме рекорден број на пријавени маратонци, 44 до овој момент, бидејќи маратонците секогаш биле помалу бројни. И исто така интересно е што оваа година имаме пријавени учесници од дури 21 земја. Така да, покрај Македонија имаме учесници од Америка, Англија, Ирска, Шпанија, Португалија, Италија, Австрија, Германија, Холандија, Норвешка, Хрватска, Бугарија, Србија, Чешка, Полска, Словачка, Унгарија, Латвија и Турција. Направте многу земи за ваков настан кај нас. Често пати има оние поголеми, нели пограндиозни настани спортски што нема толку учесници. Од каде да дојде таков прилив на маратонци од надвор? Добар маркетинг ли? Јас претпоставувам дека луѓето ги следат тие работи без оглед дали на социјални медиуми или на веб страницата, и за мене тоа е едно убаво, да речем, инспиративно искуство, бидејќи е како знак дека се препознава квалитетот на еден начин. Штом некој одлучил да дојде и да трча на маратонот, не знам, од Америка, например, или од Турција, значи претпоставувам дека тркачите ги следат социјалните медиуми и го препознаваат квалитетот и сакаат да учествуваат на таква трка, бидејќи и нашата цел пред се учесниците, односно тркачите, да имаат едно убаво искуство, бидејќи тоа на луѓето им останува и ги инспирира. Спортска радио 90,3 во разговор со Даниела Матевска, дел од тимот на Шричин мој, или познатата атлетска трка што на 16 март ќе биде реализирана во Скопје во градскиот парк. Јас се уште размислам на завршница од првата половина од разговорот за оние бројки што ги споменавте, километри кои треба да се поминат, или рековте и денови дека траат трките на издржливост. Како е да се биде таму? Сте биле ли вие на некоја таква трка или некој ваш близок? Јас минатата година учествував во Скопје на 24-12 6 часовната трка. Баш во последен момент се пријавив на 12 часовната трка, иако претходно не се спремав нешто посебно, поминав 44 километри. И тоа како една дистанца, меѓутоа самото искуство да се биде таму и вие едноставно да пробувате да трчате или да се движите толку долго, пред се ви нуди еден поголем увид лично за самите себе. Ќе научите пред се највеќе за самите себе, понатаму ќе видите колку сте и физички спремни, и на тие трки исто така е многу битен менталниот или духовниот дел, бидејќи не идуваме на препреки кои што вообичаено, пример, на еден полумаратон сигурно не би се соочиле со тоа. А сите се кружни трки тие и не издржливост? Да. Барем тие трки што ние ги организираме се одвиваат на кружна патека, со таа цел што претходно спомнав, да на што помала дистанца, конкретно во Скопје на помалку од 2 километри, тркачите да имаат освежителна станица. Бидејќи кога толку долго трчате, тоа е навистина важно за нив. А може ли тоа да биде на отворена дистанца, да не биде кружна? Например, да започне на еден дел на Скопје, не знам, да заврши на другиот дел. Да, може секако дека може, меѓутоа од практичен аспект по-лесно е да ја направиме трката во парк отколку да го затвориме цел град, например. Тоа е, значи, зоната, практичниот аспект. А друг аспект е исто што градски парк е една многу убава природна средина, каде што и нели самата природа исто допринесува. Да. А околу организацијскиот дел, претпоставам, ако е нели градски парк, сепак тука ќе треба да имате и мини станици за освежување и да го затворите пак тој дел во паркот, за да не влезе некој нели од посетителите, да не биде дел од настанот. Како тече тука организацијата? Да, обично секогаш нели трките се организираат со дозвола од град Скопје и понатаму на денот на трката имаме поставена мерна станица, освежителна станица за складирање на лични предмети, медицинска помош доколку е потребна, тоалети, баш секој еден дел што е потребен за да се организира трката, за се да тече баш онака гладко, да кажеме. А околу пријавувањето, до кога е рокот и кај може да се пријавуваат? Пријавувањето се одвива преку нашата веб страница shricinmoiraces.mk и maraton.mk, со тоа што е отворено до недела, до 9 март.
До 9 март тука го затварате списокот, така? Да, А има некаков лимит за да побрзаат да се пријават, да не после рече сакавме да трчеме не ни дават. Па обично на таа патека најкомотно може 200-300 луѓе да трчаат, зашто не го затвораме лимитот бидејќи до самиот ден на пријавување обично толку луѓе се пријавуваат. Па така некако се поклопуваат работите. Добро, но сепак е значи ограничен број, Да, не да, може да имате 1000 Точно, луѓе. точно. Заради условите на патеката. Да. А какви се тие пакети што како ги подигнуваат учесниците? Имате посебно нешто за нив предвидено, не знам, од бројчиња, Да. опрема? Стартниот пакет се состои од стартен број со чип за мерење на времето, маичка со логото на трката, потоа тие работи од организацијски дел што ги спомнав, како тоалети на старт зона, чистење на патеката, обезбедување на патеката, дигитални фотографии, освежување во тек на трката. И стартните пакети учесниците ги подигнуваат 2 дена пред почетокот на трката, односно во петок и сабота, на локација на фонтана град Лотос во градски парк. А значи таму 2 дена претходно имате вие Да. како штамп нешто за да може да се ги Да, подигнат точно, бројчињата. А тие мерни станици технички како сте опремени? Добро? Мерната станица се состои од систем за регистрирање на времето. Ние оваа година так тајминг нели го прави мерењето на времето, со тоа што они си ја знаат работата. Во тој дел ние немаме многу што да кажеме. Да, затоа што тоа е сепак специфично, нели? Да. Се поминуваат и тука сакам да ве прашам, бидејќи се поминува, нели може еден да го помине вториот надпреварувач 2 пати, кој ќе знае дека е победник? Како го определувате? Кој прв ќе помине низ целта? Затоа што е кружна патека, сега ми текна повеќе пати. Патеката е кружна, меѓутоа дистанцата за маратонот е 42,2 км, полумаратонот е 21,1. Со тоа што се знае колку точно кругови, како што спомнав 24 кругови е маратонот, 12 полумаратонот, тој што прв ќе ја помине таа дистанца, тој што прв ќе ги заврши 24 круга на маратонот или 12 на полумаратонот е победник. И тука е многу едноставно бидејќи мерењето на времето е електронско. Чип системот електронски веднаш го покажува времето, кој тркач во даден момент до каде е и сето тоа. Има тоа таблики има да се гледа или самиот знае надпреварувач? Електронски на веб страницата има резултати во живо, така што таму најдобро се гледаат резултатите. Да. Мислев и надпреварувачите, нели, треба да знае колку отприлика поминал за надпреварувачите, за времето, да го темпира. Да. На денот на трката исто имаме и бројачи, кои што на одреден тркач му кажуваат колку кругови има изминато до тој момент. Да, затоа што е кружна, затоа ми текна дека треба сепак да води евиденција, нели, колку пати го свртал местото и кои му се конкурентите, дали треба да забрза, да забави можеби темпото, да се го адаптира на условите и на патеката. А условите какви ќе биде, што велат метеоролозите? Ќе врне или ќе биде сончево? Се надеваме на сончево време и баш некој е така идеално време, ни ладно ни жешко, баш како убаво пролетно време. Да. Убаво, јас се надевам дека ќе ви се наместат сите коцки, ќе имате одлична трка. Не ме прашав околу рекордите, водите некаков рекорд затоа што ова е кој издание на Шичен маратон? 26-то издание. 26-то. Има некаков рекорд, листа на рекорди на патеката? Да, например, рекордер во маратон на патеката е Сашо Богоевски. Да не погрешам во бројките, ги имам официјално запишана. На рекордер во маратон во категорија жени е Ивана Ценерич од Србија, кој што исто ќе учествува оваа година повторно. Рекордер во полумаратон од девојките Андријана Попарсова на нашата патека, а од мажите минатата година мислам дека беше да не погрешам. Наш надпреварувач? Да. Значи ние практично доминираме во тие рекорди, да. И сега дали тие резултати имаат некакво значење во меѓународни рамки на некои листи, не знам, можеби во самата организација на Шичен мојни светот и така натаму. Тоа е друг интересен момент што оваа година, значи одскоро е формирана Македонската тркачка лига на улични трки. Се работи за лига формирана од 12 улични трки, од кои што е дел и Шичен мој маратонот, и се работи само за надпреварувачи од Македонија.
Значи, секој еден што ќе учествува на трките, резултатите се бодуваат според светска атлетика и понатаму на крајот на годината има рангирање во машка и женска конкуренција и во возрастни категории, мажи и жени, со тоа што најдобро рангираните ќе добијат одредени награди и тоа е нешто ново прв пат што оваа година се формира Македонската тркачка лига. А кој е во таа Македонска тркачка лига? Покрај Шичинмо има други клубови или? Значи се работи за лига на улични трки, не на клубови. Покрај Шичинмо првата трка оваа година е Кавадаречкиот полумаратон како дел од лигата, потоа Шичинмо маратонот, Халкеко, Визер маратонот, Трчајбе, Четрчаме, Охри трчат, 12 трки. Се надевам да не испуштам некоја. Најдобро слушателите може да проверат на нивната веб страница mtl.mk, што е еден новитет оваа година и навистина мислам дека нешто убаво што се реализира. Да, наистина е тоа убава идеја и што се обединиле сите такви улични трки практично ни целата наша територија. Таа ранглиста претпоставам има и некој тело што ќе ги води резултатите, ќе ги определува наградените и така натаму. Да. Значи, како сте формирани бидејќи е новитет и за нас? Македонската тркачка лига ќе биде формирана најверојатно како здружение, со тоа што организацијски тркачите ќе бидат рангирани и на крај на годината тие што се највисоко рангирани ќе добијат одредени награди, меѓутоа поконкретно не би можела да кажем во овој момент. Добро, ќе расте тоа како здружение, нели? Ќе добива и на масовност, претпоставувам, а какви се наградите на Шичинмо за тие што ги го истрчат маратон? Да, Шичинмо маратонот, како што кажавме, е маратон на себе надминување и е некомерцијална трка која што нема спонзори, што значи дека парични награди или награди од спонзори нема, меѓутоа секој победник добива трофеј, медал и диплома, додека финишерите добиваат медал и диплома. Со тоа што имаме победници во повеќе категории. Кај мажите, освен победници во апсолутна категорија, имаме и победници во категорија од 40 до 49, 50 до 59 и над 60 години, а кај жените, покрај победнички во апсолутна категорија, имаме победнички од 35 до 44, 45 до 54 и над 55 години. Вие не сакате да ја комерцијализирате трката или? Па, од самиот почеток... Или е такво правилото на Шичинмо? Да. Од самиот почеток, како што кажав, тие трки се организирани со цел за себе надминување, без финансиски поттик или мотивација. Аматерска, кој најдобар резултат го имате вие во тој дел на трките, дали се надминавте себе си? Јас немам личен рекорд. Јас сум од тие тркачи што идат, трчаат и си одат дома. Не се надпреварувам на тој начин. Мене секогаш повеќе ме интересирало здравјето и со таа цел и сум почнала. Јас, например, прв пат во контакт дојдов со Шичинмо и трките така што сакав да научам да медитирам, па покрај таа филозофија се запознав со филозофијата на Шичинмо и за трките и спортот. И бидејќи здравјето од секогаш ме интересирало, сум и стоматолог по професија и магистрант по јавно здравје, трчањето за мене било еден одличен начин како да бидеме здрави пред се, бидејќи здравјето е значаен дел од квалитетен живот на секој еден човек. Така е. Трката Шичинмо 16 март, 7:30. Во 7:30 започнува маратонот, во 8:30 полумаратонот. Полумаратонот, локација Градски парк. За се што ви интересира, почитувани слушатели, мислам дека дознавте во изминативе минути во разговор со Даниела Аматерска, која дел од тимот што ќе организира традиционалната трка Шичинмо. Јас се благодарам што не бевте гости на програмата на Спортско радио. Ви благодарам и вас за издвоеното време. Македонска спортска сцена на Спортското радио 90,3 FM.